Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска во емисијата имаме гостинка, заедно со нас и секако со вас, професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, раководител на заедничкиот простор за соработка меѓу UKLO и заедницата во рамките на Colors проектот. Професорке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Добре ве најдов, посакувам убав ден и поздрав до сите слушатели на UKLO FM. Завлеговме во она што значи прв семестар во новата академска година, што значи дека започнуваат и поинтензивни активности организирани од UKLO Colors, па во денешното издание на емисијата Студентски парламент зборуваме за една активност која што е наменета за студентите, која што треба да се одржи или да се реализира во месец ноември, но сметавме дека сепак е можеби на време да проговориме за неа, за да можат студентите да се подготвуваат. Имено, UKLO Colors организира хакатон, кој ќе се одржи на 25, 26 и 27 ноември 2025 година. Хакатон, како настан, како маратон, овој пат 3-дневен, во кој што студентите ќе треба да најдат некои решенија за некои проблеми кои што вие ќе ги поставите. Токму така. Мислам дека навремено е да се започне сега со информирање за оваа активност која што ќе следува на нашиот универзитет во рамките на проектот Colors, затоа што припремата за еден ваков хакатон навистина е потребно да малку потрае, со цел студентите да имаат подолго време за размислување, за прифаќање на предизвиците кои што стојат пред нив и нормално да го започнат креативниот процес во кој што би понудиле најдобри решенија за она што според нив е можност за надминување на одредени проблеми кои што се дел од општеството во кое што живееме. Дайте на почеток, јас сигурна сум дека студентите веќе знаат за каков настан станува збор кога ќе се рече хакатон, меѓутоа не слуша и по широкото граѓанство, па еве да објасниме што е всушност хакатонот. Јас реков маратон, работен. Да, токму така. Секогаш е добро да се повтори што е она што се крие за еден наслов кој што во денешно време многу често е најчесто интересно осмислен, за да предизвика многу повеќе прашања кај оние кои што не се баш најупатени. Хакатонот е активност која што последниве 10 години би можела да речам, доста често е присутна како активност по факултетите, по универзитетите, па дури и во граѓанскиот сектор, како еден од моментите или начините на кој што во одреден временски период, овој пат се насмеавте маратон затоа што трае 3 дена, најчесто се тоа 2 дена во кои што се случуваат интензивни бури на идеи од страна на студентите во поглед на решавање на конкретен зададен проблем, најчесто кој што е евидентен во заедницата во која што живеат. Идејата на ваквите настани е со самото тоа што станува збор за одреден временски период, значи на некој начин можеби не директно под притисок, меѓутоа имате одреден временски период во кој што добивате голем број на информации, врз основа на нив се трудат младите луѓе, најчесто вклучувајќи дигитални решенија, да најдат одговор или решение за надминување на таквите проблеми. Во изминатиот период, во рамките на проектот Colors, имавме 2 колабораториуми кои што се случија во месец јуни, секој од нив на своја тема. Едниот ја имаше зелена транзиција во својот фокус и енергетската криза или други извори на енергија, а додека вториот колабораториум беше колабораториумот поврзан со храната и рециклирање
или циркуларна економија поврзана со остатокот од храната, што исто така е многу важно за овој дел од нашата држава, односно ако Пелагонија се рачуна како една земјоделска област во која што производството на храна е доминантно присутно. Нема да сгрешам ако споменам дека на овие два колабораториуми им предходеше и трет, кој што беше најавен како пилот колабораториум, кој што се одржа скоро година дена предходно, а се однесуваше на лицата со попреченост или социјалната инклузија. Така да имаме доста интересни три теми на кои што врз основа на претходно информирање, согледување на тековната реална ситуација на овие простори, студентите имаат информации за тие теми, затоа што беа присутни и во суштина сите тие активности во рамките на колабораториумот кои што се случуваа, се однесуваат токму за тоа да ги информираат студентите за тековните ситуации, меѓутоа и реално ситуациите во окружувањето и во светот, така што врз основа на една добро добиена слика, студентите веќе имаат реална основа да размислуваат за решавање на овие проблеми. Рековте, кога се организираат овие хакатони, решенијата што се бараат се на некој начин поврзани со таа информатичка технологија, што не мора да значи дека студентите кои што не ги изучуваат информатичките науки не може да се вклучат. Токму така. Видете, денеска скоро и да нема решение, како што и нема работа во која што не е вклучена технологијата, така да и нема решение за воиднина кое што не ја вклучува технологијата. Точно дека голем дел од студентите немаат многу допирна точка во врска со тоа, најчесто се тоа студентите од информатичките науки. Меѓутоа, тука е убавината на хакатонот, а всушност и на убавината на нашиот универзитет, да имаме спојување на тимови во кои што учествуваат студенти од различните факултети, учат за тимска работа, учат да се огледаат како помеѓу нив треба да се соработува, како да ги развиваат идеите, како да ја вклучат технологијата. И она што е интересно за овој хакатон кој што го поддржува Алијансата Colors е тоа што може да учествуваат и луѓе надвор од универзитетот. Значи тимовите пожелно е по дефиниција да вклучуваат студенти од универзитетот, меѓутоа исто така може да вклучуваат и лица, млади лица, меѓутоа и повозрасни, средношколци, меѓутоа и повозрасни од заедницата. Независно на кој сектор припаѓаат или дури можеби и невработени лица. Како професор на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии веќе имате искуство, да речам, во организирањето на хакатони, со оглед на тоа што директно тука на ФИК веќе беа одржани неколку, меѓутоа и тогаш мислам повиците беа отворени за студенти од цел универзитет, да речам, не само ФИК. Меѓутоа, сега како хакатон организиран од Colors, навистина е пожелно да ја видиме таа соработка меѓу студентите, тоа заедништво, заедно да работат од различни факултети на различни теми. Две теми веќе начнавте, нели, исхраната, обновливите извори на енергија, меѓутоа сигурно има и социјалната инклузија, точно така. Три теми, точно така. Видите вака, искуството во поглед на организирање на хакатони и малку и пред ФИКТ е започнато. Морам да го споменам моментот и мојата посебна гордост дека бев првиот организатор на ниво на општина Битола, кој што го организира во суштина најголемиот хакатон во Република Македонија во тој момент во 2017 година. Во Центарот за култура. Точно така, во Центарот за култура. ФИК беше еден од партнерите и од партнерите кои што го организираше, помагаше во организацијата на тој хакатон, инаку тој хакатон беше под покровителство на амбасадорот на Израел, тогашниот амбасадор Ден Ориен, кој што морам да го споменам, затоа што со неговиот ентузијазам и верба во мене дека може нешто да се направи, а јас вербам во моите студенти и колеги, организиравме во тој период најголем хакатон со 111 учесници, кои што во рок од 48 часа дадоа решение на одредена тема. Токму така, значи, идејата е дека универзитетот во различните единици кои што ги има во својот состав има
квалитетни деца, деца кои што имаат идеи и имаат сега веќе и можност тие идеи да ги прикажат пред јавноста и можеби да помогнат на заедницата во решавање на она што значи актуелен проблем. Потребата од технологиите, како што и претходно споменав, е неопходна. Можеби, со исклучоци, ќе има и решение каде што нема технологии, меѓутоа на овој или на онај начин, барем во подоцнежната фаза на реализација, ако веќе таа идеја се развива, сигурно ќе бидат вклучени. Токму затоа, ги охрабрувам сите оние кои што ја слушаат емисијава и онака како што го промовираме настанот, студентите да не прават блокада кај себе, дека ако не сум од сите страни обезбеден со вештини кои што се бараат, дека не можам да учествувам во тимот. Затоа се формираат тимови, не е хакатонот нешто во кој што поединецот, всушност елиминирана е можноста поединец да учествува, туку минимум двајца или тројца во тим да работат, се со таа цел да се направат решенија кои што навистина би можеле да бидат употребливи и кои што нормално, пак ќе споменам, ја вклучуваат и технологијата. Врзано за ова што го рековте дека не мора да имат некои познавања, сега нели актуелен е и повикот за нови студенти кои што би се приклучиле во UCLO Colors, а во повикот стои дека потребни се знаења или желба да се научат, па така, нека не се плашат, ако нешто не знаат, ова е местото каде што можат да научат многу работи. Токму така, искуството кој што го имаме со Алијансата Colors и со проектот кој што веќе втора година на крај се организира, ни престојат барем уште 2 плюс 4 години понатаму со овој проект, зборува дека студентите како да очекувале ваква можност во која што ќе можат да се вклучат. Голем број од нив уште во првиот момент беа вклучени, а секоја година тој базен на студенти или пул на студенти се зголемува и тоа е интересно дека се охрабруваат помеѓу себе и на површина излегуваат први нивните интереси, подоцна нивните квалитети, а на крајот и ги прошируваат своите вештини, затоа што ова е еден од начините на кои што додека траат факултетските денови, студентот може да се формира како комплетна личност која што е потребна на пазарот на труд. Малите, условно речено, малите задачи кои што ги добиваат во различни области и на различни теми во рамките на проектот, во суштина се тие моменти на стекнување вештини, низ процес, значи learning by doing, со тоа што студентот несвесно, вклучувајќи се во една ваква активност, се здобива со проширување на своите или градење на своите вештини. На некој начин, имањето на сертификат, кој што е опипливиот момент дека биле вклучени во проектот или во некоја од активностите, е само потврда дека студентот се градел како личност додека бил во факултетските денови. Токму тоа е убавината на UCLO Colors. Секој може да научи нешто ново и она што ќе го добие како знаење на некој начин да го има и, како што велите, со сертификат потврдено дека нештото го совладал, а понатаму може многу да му користи. Може би сега во времето кога се уште тие студентски денови и не го гледаат така, меѓутоа по завршувањето на студиите, кога ќе треба да аплицираат на одредени работни места, велат работодавачите се повеќе гледаат каде студентот се ангажирал, што правел надвор од оние студентски клуби. Ова е можноста да се докажат и на тие поли. Толку така. Години наназад UCLO се обидува да им укаже на студентите, вклучувајќи ми и мене во таа група на професори кои што често им напоменуваме на студентите дека студентските денови со учење ќе поминат. Пократко или подолго ќе поминат дипломата, ќе добијат и ги си бидат експерти во областа, меѓутоа квалитетен човек, работоспособен на пазарот на труд не значи само да се биде експерт во областа, тоа е основно. Меѓутоа, веќе следниот момент, откако тоа ќе се констатира, сите други вештини се многу поважни отколку тоа. Тоа се рачуна експертизата како нешто што е веќе усвоено и сега комплетниот работоспособен човек има потреба од сите тие вештини кои што не може преку ног да се
или со сакање веднаш да се направат откако се завршил факултетот. 4 или 5 години факултетско образование до дипломско и после дипломско треба да се гледат малку пошироко. Треба да се гледаат како период во кој што личноста, се надеваме дека нема други обврски, може да се посвети на себе и да се гради од повеќе аспекти. Не само во експертизата или профилот кој што го одбрале како нивен позив за во иднина. Оно што можам да го речам и да е упатам поканата до сите оние студенти кои што може би се во дилема дали нивното место е во Колорс, да се пријават. Ние, преку нашите ангажирани нивно, ќе покажеме колку биле во право или ќе им кажеме дека во суштина дури и досега пропуштиле нешто затоа што им било на располагање, а тие не го искористиле. Професор, ќе предлагам тука да направиме една музичка пауза, па потоа ќе се вратиме повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола да кажеме уште некои поединости, да речеме за хакатонот, да им го направиме поблизок до студентите кои што ги очекуваме да се пријават. Сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа. И донатој некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, пролетне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секојаш така тажна кога сум. Подава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секојаш така тажна кога сум. Подава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Јаваме повторно назад до програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве подсетуваме следите емисијата Студентски парламент. Денеска разговараме со професор доктор Мимоза Богдановска Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, која овој пат ја представуваме како раководителка на заедничкиот простор за соработка меѓу Укло и заедницата во рамки на Колорс проектот. Во првиот дел од разговорот започнавме со хакатонот кој што треба да се случи на 25, 26 и 27 ноември 2025. Малку се задлабочивме, да речем, во она што значи и нов повик за студентите за пријавување како Укло Колорс студенти да може да се ангажират. Но еве сега да се навратиме повторно на хакатонот. Рековме 3 теми веќе им стојат на располагање на заинтересираните, меѓутоа тие не се ограничени само на тие 3 теми, рековме инклузивност, обновливи извори на енергија, исхрана и така натаму, тие се 3 теми. Меѓутоа имаме голем простор за работа и за размислување. Ако е хакатонот нешто
на кои што се очекува да се добијат одговори за одредени проблеми или решенија за одредени проблеми, некој ќе рече па проблеми имаме колку што сакаме. Врзано за проблемите, може ли тука да се најде и тема некоја која што е врзана со Colors како проект, нешто за што Colors би го направил да биде чекор погоре или повидлив за граѓаните или за студентите? Или проблем реален, би рекле, што еве како раководител на овој заеднички простор за соработка меѓу УКЛО и стопанството и заедницата, се извинувам, сте го наишле и би побарале помош од студентите, како би го решили вие? Малку неочекувано, може би прашање, но? Да. Па, право да ви кажам, ви благодарам за ово прашање, затоа што обично кога јас се соочувам со проблеми, а нормално во секој еден проект кога почнува има една идеја, во текот на реализацијата се соочуваме со поголем број проблеми кои што поситни излегуваат пат. Не сум размислувала дека студентите би можеле да ми дадат. Гледате, тргната по една друга траекторија да решаваме општи проблеми кои што се во заедницата, го забравивме моментот дека и нас може да ни помогнат студентите. Малку на шала ова го кажувам, зашто? Затоа што често разговараме со студентите и навистина во од некои работи кои што ни се јавуваат како проблеми, ги решаваме. Меѓутоа ова ме поттикна да размислувам и во овој хакатон не сум сигурна, затоа што однапред се дефинираат темите, меѓутоа за наредниот дефинитивно би го ставиле и тоа како една од темите, конкретно за одредена ситуација, како да се реши. И тука повторно ме наведувате на уште едно размислување, кој што сакам со јавност еве вака да го споделам, и можеби најдобрата дефиниција за хакатоните. Работно место, работен простор во кој што во одреден временски период практикуваме да решаваме проблеми. Значи, она што ќе го понудат студентите многу често е добра идеја, меѓутоа до реализацијата има уште многу чекори. Идејата е тие, оние кои што можат и кои што ќе се оценат најдобри, да се разработат и можеби да станат на вистина едно од решенијата кои што ќе излези на пазарот на труд во поглед на решавање на проблемите. Меѓутоа, за да стигнеме до што поквалитетни решенија кои што завршуваат најчесто така како што се очекува, потребно е вежбање. Хакатоните се тие вежби. И токму затоа се менуваат темите на секој од хакатоните или даваме по неколку теми, за да можат поширока категорија на студенти да се вклучат во работењето на тимовите, на некој начин да стане начин на нивно размислување, начин на кој што ќе делуваат во иднина. Премногу сме низ годините останати да бидеме изолирани додека сме на факултет, да гледаме само што побрзо да се заврши факултетот и после кога ќе излеземе на пазар на труд, што сега. На ваков начин, особено па и кога ќе влезат на работа, на ваков начин ги спремаме студентите да бидат, она што би се рекло за малку со англиска терминологија се извинувам, open mind. Значи, од една страна да го отворат умот за решавање на проблеми, а второто да знаат дека само заедно може да ги решат проблемите, да не се изолираат во себе. Ако разговараат во текот на хакатонот, најчесто се разговори, најчесто се видувања, превирања, кои од идеите секој од тие тројца или четворица кои што се во групата имаат свој став, своје видување, како да меѓусебно да го изберат она најдоброто, како да одат во процесот да го разработат. Значи, тие се работи кои што се учат најдобро, повторно ќе споменам со англиска терминологија learning by doing. Значи, ако се научат и учествували на 5-6 хакатони, тоа им станало начин на размислување, начин на дејствување. Кога ќе завршат на работа, кога ќе дојдат, ќе се соочат со проблеми на истиот тој принцип кој што го усвоиле во текот на работата на хакатоните, тие ќе можат да пристапуваат на решавање на проблемите. Билете дека сега е вистинско време да започнат да размислуваат, на почеток може би кој се би влегол во тимот и што би работели или би разработувале, веќе би имале некои начални идеи што би работеле и како сето тоа би го скоцкале, што велат, на 3 дена кога ќе се одржува хакатонот.
Пријавувањето е на info.colors@uklo.edu.mk. Имаме ли рок до кога ќе се примаат пријавите на заинтересираните екипи или тоа дополнително ќе биде? Тоа дополнително ќе биде објавено, значи до кога е рокот. За сега е отворен повикот, секој може да се пријавува. Најверојатно недела дена пред одржувањето ќе биде крајниот рок во кој што ќе се затвори повикот или можност за пријавување. Зошто е тоа така? Затоа што од една страна ние имаме тукашни студенти на УКЛО кои што се најбројни и најзастапени на хакатонот, меѓутоа идејата на Colors е да имаме интернационални тимови. Тоа значи дека ќе имаме пријавени и од нашите 8 останати партнери во Colors алијансата, кои што делумно од нив виртуелно или хибридно, а делумно од нив и со физичко присуство ќе присуствуваат тука по истиот принцип како што наши студенти присуствуваат на хакатоните во Франција, во Германија и така натаму. Тоа значи дека придобивката за студентот е многу поголема од учеството на хакатонот, не само да ја види таа тимска работа, тој пристап на проблемот во работа во тим, туку и тоа меѓународно или интернационално искуство кое што членовите кои што ќе бидат вклучени во нивниот тим ќе го носат со себе, затоа што различни искуства носат студентите. Некои се поактивни, учествувале на повеќе хакатони, за некои јако доаѓаат од странство им е прв хакатон, па сето тоа има една своја драж, една своја убавина и му дава колоритност точно на овој настан. Хакатонот ќе се одржи во студентскиот информативен центар на УКЛО. Се надевам дека ќе ги собере сите, просторот е голем, меѓутоа по потреба може и на некои од единиците на универзитетот дел од екипите да престојуваат, доколку сакаат или доколку вие им го налажат. Токму така, значи, кога се формираше така наречениот CoSpace или колаборативен простор во рамките на УКЛО за потребите на овој проект, со идеја тој да стане традиционален, односно постојан простор за соработка на универзитетот со заедницата и со студентите од друга страна, се креира или оформија просторни единици кои што се наменети за вакви настани. Во тој простор се одвива и двата, односно трите колабови кои што се случија во минатото и токму затоа ќе се случи и одржувањето на хакатонот токму во тој простор. Тој простор е предпознатлив веќе за студентите и за наставниот кадар на универзитетот, затоа што станува збор за дел од просториите на студентскиот информативен центар, кој што знаете дека последниве години е доста активен, навистина е прилагоден за потребите на вакви настани и сметаме дека со ова само уште еднаш ќе дадеме еден добар печат за она што УКЛО низ годините го прави и за својот кадар и студентите пред се, но и за заедницата. Како организатори, како домаќини, со оглед на тоа што се очекуваат и екипи од останатите универзитети членки на Европската универзитетска алијанса Colors, ќе треба да се покажеме во најдобро светло. Хакатонот на вистина е работен маратон. Меѓутоа треба да им се даде простор и сигурна сум дека и ќе се дружат и ќе се запознаваат, а гостите кои што ќе ги очекуваме малку и да ги прошетаме, што се вели, да го запознаат нашиот град, ако не повеќе. Токму така, значи студентите се задолжени за тој дел да си го осмислат онака како што сметаат дека најдобро, најинтересно би им го представиле својот град на оние студенти кои што се нивни гости. Имаат искуство, поготово неколкуте студенти кои што и претходно учествувале на вакви хакатони од нашите од универзитет, веќе виделе што значи тоа да се биде добар домаќин. Најверојатно на база на предности и недостатоци ќе се потрудат предностите да ги искористат и тоа да биде присутно кај нас, да на еден најинтересен начин
направат запознавање со градот, а од друга страна им го покажат и оној дел кој што очигледно недостасуваше во другите европски градови каде што се правеа хакатоните, а тоа и да им го покажат ноќниот живот кој што го има Битола и со кој што можеме да си се пофалиме, иако не сме веќе во некоја летна сезона кога раздвижувањето низ градот е големо. Ке се сложите за хакатонот, ке треба и понатаму да зборуваме, не само во рамките на оваа емисија. Ова беше само една почетна најава за она што ќе се случува некаде кон крајот на ноември. Тука ќе направиме уште една музичка пауза, па би сакала со нас вие практично да споделите и некои други информации кои што се надам ќе бидат интересни за слушателите, но тоа по музичката пауза. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубав, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Професорке, во овај завршен дел од разговорот во емисијата Студентски парламент, јас би сакала малку повеќе да зборуваме за она што значат организирани и одржани колабораториуми на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на UCLO Colors. Кажавте веќе ги имавме 3 за инклузијата, за зелената агенда, за обновливите извори енергија, за храната, нели? Бе оценети како навистина одлично организирани настани кои што ја споја академската заедница со стопанството, со владини и невладини организации. Место каде што може да се сретнат, да разменат идеи, да кажат што е добро, што е лошо, како можат заеднички да действуваат. Со посебна гордост сакам да кажам дека навистина двата колабораториуми и претходно третиот пилот колабораториумот кој што се реализира во изминатите 2 години, значи 3 колабораториуми, беа оценети со висок успех во поглед на застапеноста и интересот кој што го покажаа
различните категории на стейкхолдери или заинтересирани и инволвирани страни во овие теми за кои што зборуваме. Оно што е интересно е дека во рамките на проектот Colors минатата недела имавме состанок, годишен состанок на сите оние кои што се на мојата позиција, значи 9 COSPACE офицери, малку интересно име кое што го имаме. Ги споделувавме различните искуства и она што УКЛО и Битола го има направено како неевропска земја е нешто за кое што можеме да си се пофалиме и да кажеме дека со оглед на капацитетите кои што ги имаме, искуството за работа во проекти, доброто водство во рамките и на УКЛО и на овој проект и луѓето кои што ни се ангажирани, вклучувајќи ги не само наставниот кадар, туку и административниот кадар и целокупната поддршка од студентите и нивната вклученост, зборува дека УКЛО се бројува меѓу првите 3 универзитети кои што успешно ги реализирале активностите кои што се предвидени во проектот. Тоа зборува дека мислам како се гледа таа успешност. Успешност се гледа од присуството на заинтересираните страни на настаните. Колку тие се внесени во проблемите, колку тие се отворени на повиците кои што универзитетот ги доставува до нив за да бидат учесници во едни вакви активности, да бидат присутни и не само да бидат пасивни слушатели, туку на некој начин да се вклучуваат во разговорите, да даваат нивни предлози, посочувања и да бидат активни учесници во процесот на надминување на тие проблеми. Искрено речено, од нив се бара да ги посочуваат проблемите, да видат, да ја најдат врската во универзитетот и да го гледаат универзитетот како партнер. Самото нивно присуство, нивната активност зборува дека на многу добар пат сме во иднина, да не биде тоа иницирано од универзитетот да ги побарува нив, да ги изложуваат проблемите и бараме заеднички решенија, туку тие да иницираат вакви средби, што е во суштина можеби и крајната цел на целокупната оваа активност која што низ проектот се обидуваме да ја заживееме, затоа што навистина заедницата треба во универзитетот да препознае свој партнер за решавање на проблемите. Оваа година, календарска 2025, сигурно колабораториуми не се планирани, меѓутоа за 2026 веќе морате да ги планирате за да имат повторно нели успешна реализација. Токму така, значи успешноста на нашиот универзитет во поглед на исполнување на активностите кои што се предвидени со проектот е всушност тоа да ние веќе ги имаме завршено колабораториумите кои што беа предвидени за оваа година. Хакатонот како нивен последователен настан ќе се реализира еве на споменатите датуми, ќе ги споменам уште еднаш 25, 26 и 27 ноември 2025 година и веќе сме во фаза на размислување на следните 2 колабораториуми кои што треба да се случуваат во 2026 година. Во моментот нема да ми замерите што нема да излезам со наслови или теми на кои што ќе бидат тие 2 колабораториуми, меѓутоа на самиот почеток, значи уште во месец јануари, листата на и датумите кога тие колабораториуми ќе се одржуваат, ќе ја имате и најверојатно ќе ја промовираме на некоја средна ваква средба со вас, за да биде што повеќе запозната јавноста и академскиот и студентскиот кадар од УКЛО. Меѓутоа, потврдувам дека следната година ќе имаме 2 колабораториуми кои што ќе бидат најверојатно многу порано организирани, не во јуни, за да имаме многу повеќе простор за работа со студентите, затоа што во периодот помеѓу колабораториум и хакатон има активности во кои што се вклучени студентите, а исто така можеби и да имаме можност, она што јас би била најсреќна ако почне да се случува, да од стейкхолдерите веќе пристапуваат и да речат
имаме ваков проблем, а дали може преку хакатон да го решиме? Имаме ваков проблем, дали може да го разработиме со еден колабораториум, да видиме кои истражувања можете вие како универзитет да ги направите, а потоа и да пристапиме на барање решенија преку хакатон. Доколку тоа го постигнеме, а ние целта, морам да признам, би биле најсреќни затоа што повторно, како и со се досега, пред останатите партнери ние веќе би ја постигнали целта. Професор, ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ и самата кажавте дека одржувањето на хакатонот од 25 до 27 ноември оваа година не е единствениот или би рекле завршен настан во рамките на Укло Colors. Да подсетиме, во декември веќе ќе биде и студентската Укло Colors студентска конференција, нели, каде што повторно очекуваме да се јават не само студенти од нашиот универзитет, туку исто и студенти од останатите универзитети членки на Colors Алијансата, а ќе има и други настани, па како ќе доаѓаат, така и ќе ги најавуваме како во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, така и на социјалните медиуми. Останува студентите само да ги пратат, да не следат, да не слушаат, да бидат навремено информирани и секако да бидат многу поактивни, да се вклучуваат во се она што значи Укло Colors активност и самите ќе ги осетат придобивките од нивното ангажирање. Токму така, јас ви благодарам што имав можноста да е вака низиден разговор и се надевам дека многу непосредно да информирам за она што се случува и во Colors, меѓутоа со една идеја да овој проект донеси придобивки кои што ќе бидат одржливи за наредниот период, а не само во рамките на еден проект. Оно што е интересно и кое што го забележувам е дека студентите препознаваат и дека како кога ќе фрлите камче во вода се прават циклични кругови кои што се шират на истиот начин од првата година, од првиот момент, па дури од активностите пред Colors кои што беа направени, на универзитетот се осеќа тоа задвижување кај студентите и што ми е многу интересно, морам да посочам последен пример, значи кој што го имав непосредно пред 2 недели, студент запишан на мој предмет, кога реков дали имате некое прашање да прашате од како ги информира што е она што ќе го изучуваат во рамките на предметот, ми рече, а професор, ќе може да ми кажете со кои вештини ќе се стекниме? Значи изборот вештини толку многу е присутен и веројатно им е побаруван од страна на работодавците кога тие се обидуваат да најдат работа додека студираат, сега веќе тие почнуваат да ги бараат тие вештини, така да не можам да речам во право време, затоа што секогаш доколку би се случило порано е подобро, меѓутоа сепак е право време да со зреаноста на студентите, со она што ние го правиме, се поклопува на некој начин и е баш правиот момент да можеме да направиме уште поголемо задвижување во поглед на свесноста на студентите и здобивање на вештини во текот на студирањето. Ви благодарам уште веднаш. Ви благодарам и вас, посакувам убав ден и вам и на сите оние кои што го слушаат Универзитетското радио Укло ФМ. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој.
Толку во денешното издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете на 90,8 МГц. Разделба на усните почива, љубов во срце мир не дава. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Твоите бакнежи најсладки, мои се копнежи најгорки. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов дај, не престанувај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Укло ФМ, Битола, октомври 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk